пациентот веќе менува некои работи кои што не се потребни кај него, веќе станува зависен од операции. Тоа е најлоша реклама што може да ја имаме, подвижна реклама која што не изгледа како треба. Знае да кажат самите пациенти дека апликацијата на овие филери и ботокс е најчесто од сега да не именувам, меѓутоа од козметичари па и до економисти. Корекција на нос, уста, уши, подигнување на гради или задник, липосукција, ставање ботокс, филери. Модерното време ги подигна очекувањата за убавината. Естетските хирурзи имаат полни раце работа. Им доаѓаат и жени и мажи. Бараат да бидат помлади и поубави за поголема самодоверба. Но понекогаш се поминува границата, се бараат нереални работи, а ефектот е целосно спротивен кога се претерува со зафатите. Некои го ризикуваат и собственото здравје, преземајки чекори на своја рака, па се случуваат и потешки компликации. Затоа, уште на почетокот, треба внимателно да се разговара со хирургот за очекувањата од самата интервенција, за да се направи баланс. А како да се направи балансот, гледаме во Само прашај. Не може да го сопрете старењето. Старењето е нормален процес, но може да го успорите. Првите брчки на лицето ја поттикнале македонската инфлуенсерка Мија Костова како превенција да користи ботокс. Според неа, естетските зафати и дерматолошки процедури кои не се воочливи и драматично не го менуваат изгледот, оддаваат впечаток на природна убавина. Консултациите кои што ги имав кога решив дека ги гледам првите знаци на старење, затоа што јас имам мимични бори многу. Фала Богу, не ми се гледаат сега затоа што со години ги третирам. Онака буквално ми се случуваше после сончање на плажа да имам сериозно неисончани делови од бори. И во консултација со доктор едноставно решивме дека нема зошто да не се почне со апликација на ботокс. Корекции прави на 6 месеци, а во последниве неколку години вели дека воопшто не аплицира филери. Медицината оди напред и некако сметам дека тие скин бустери кои што не оставаат трак, односно не се задржуваат во ткивото, не мигрираат со тек на време, се многу подобар избор во последниве 2 години, така што ботокс ставам редовно, 2 пати годишно. До сега немала лошо искуство ниту со аплицирањето ботокс, ниту со филери. Најважно е во суштина да одите кај лиценциран лекар, да не се боцкате по козметички салони, нормално, да не бидат тоа жени кои што се козметичарки. Костова пак својата прва хируршка естетска интервенција направила на 33 годишна возраст. Вели дека зголемувањето на градите ја вратило самодовербата. Ставила импланти неколку години по раѓањето на синот. Кога станува збор за естетска корекција хируршка, имам само една, тоа ми се секако градите после бременост. Млада родив на 27 и некако не бев задоволна од својот изглед на 32-3 години, односно нешто што до тогаш ви изгледало како што треба. После малку подолготрајно доање не изгледаше повеќе така и не гледам ништо грешно. И крајно сметам дека во ниту еден момент не ми се во фокус градите, туку едноставно се направени за да јас се чувствувам добро. За разлика од инфлуенсерката Мија Костова, модната дизајнерка Ива Спасовска за естетски корекции користи филери уште од 21 годишна возраст. Естетска корекција се случи 2011 филер на усни. Разбрав дека во Македонија има такво нешто и јас сум многу љубопитна, веднаш го пробав тој третман. Спасовска вели дека иако немала потреба за естетска корекција, сака да експериментира со изгледот. Конкретно за усните не ми беа, не беше потребен филер за моите усни да изгледат убаво, меѓутоа секако со филер ми беа по-блиску до оно што јас го посакувам. Некои девојки и жени ги следат природните црти, некои ги пренагласуваат. Мојот личен став е дека природното е нешто најдобро, меѓутоа доколку дозволиме да си тече по слободен пат, староста многу побрзо ќе се гледа на нас, така да сметам дека преку мое лично искуство секој пат гледам да биде тоа секако во границите на нормала, на нешто што е пријатно за око, а најпрвен за мене најпријатно, каде што јас ке се сакам и гледам себе си како јас, не како некоја друга личност. За оние кои што пренагласуваат, нема да судам никако, првично бидејќи не сум таков човек,
а второ, секако секој има право да изгледа како сака. Последната естетска корекција што е направила била за намалување на усните. Затоа немам ботокс ни моментално, тоа може да се примети кога ги кревам вегите, затоа што ботоксот ги замрзнува сите движења на едно лице, што не ми е во полза, бидејќи сакам да се гледат експресиите. Последниот зафат ми беше намалување на усните, за да се долови тој најприроден ефект. Сметав дека со текот на време, дека тоа ќе се врати во некоја моја форма која што сакам јас да ми е во ред, меѓутоа не можев да почекам, па си ја намалив сама. Немам ставано филер полнето многу одамна. Сите имаме право да избереме како ќе старееме, но треба да постои граница, согласни се нашите соговорнички. Треба корекциите најпрвин да се случуваат од внатре и би препорачала на секој еден човек да биде љубопитен премногу за животот и да експериментира најпрвин со личниот развој. Сметам дека премногу фокус даваме на естетскиот изглед. Навистина не гледам ништо лошо кога е во прашање пластичната хирургија во служба на менување на нешто што, да речеме, може да го поправи психичкото здравје. Но не секако кога е во служба на унаказување, изобличување и оној тренд на се повеќе еднолични девојки и жени кои што се повеќе личат една на друга. Естетската хирургија е дел од пластичната хирургија, која пак доаѓа од грчкото име пластин, што значи да се моделира или да се обликува нешто. Тоа нешто е нашето тело. Треба да се прави разлика со естетската медицина, која што подразбира нехируршко или неинвазивно разубавување. Тука спаѓа употребата на конци, филери, ботокс. Во естетската хирургија пак се прават операции за да се стигне до промена на ликот или на телото на пациентот. Лекарите потврдуваат дека бројот на пациенти е се поголем. Луѓето стануваат свесни за своето тело, зубавината, но и за нивните условно речени мани и бараат корекција. Иако жените се побројни, сепак во изминативе години во ординациите на лекарите се почесто доаѓаат и мажи од најразлична возраст. Жените најчесто ги бараат токму овие процедури: вадење на масно ткиво од едно место, поставување на тоа во друга, да кажеме, регија, познатиот BBL кој што го прават често надвор во светот, се прави веќе кај нас доста време го имаме тука, така да задегнување на стомакот после оние пораѓања кои што ги имаат, бременности кои што поминале сега, има вишок на кожа која што виси во предолна стомачната регија, па таа затегаме со одредена хируршка процедура. Доаѓа за зголемување на нивните гради, така да имаме доста пациенти кои што се јавуваат за ова интервенција, сега го имаме оние фейслифтинзи, блефаропластики, поправање на очни капаци или лицевата регија. Мажите доаѓаат најчесто за нос генерално или за гинекомастија. Тие се најчесто процедури кои што ги бараат мажите. Во однос на, да кажеме, грбка на носот, зголемен нос кој што си има широки ноздрови, па бараат некој третман на тоа. Гинекомастија е медицинската состојба која што има зголемување на градите кај машко, па бараат отстранување, намалување на тој вишок на града што го има кај него, или пак она последно што се јавуваат се липосукции со цел да се направи некој извањен изглед на телото, да направиме лажни стомашни мускули, така да генерално ги имаме доста и тие пациенти. Сега климпавите уши останува како број 1 кај сите овие пациенти што се јавуваат кај нас. Има баш широка палета на операции на тело. Најчисте, може да кажеме кај мене, кои се гради, лифтинг на гради, зголемување на гради, лифтинг на гради, намалување на гради, абдоминопластика, тоа е отстранување на одвишок кожа кај пациентот, липосукција, доколку имаме одвишок на масно ткиво. Тие се меѓу најчесто секако се прави и армлифт, тоа е на горниот дел од рацете, каде што имаме одвишок на кожа, или тајлифт на нозете, но не се толку чести како претходниве операции. Во наредните години тие ќе станат почести, бидејќи најчесто се работи кај пациенти кои изгубиле поголема количина на килограми. Сега со процедурите кои што ги прават дали во Турција, дали кај нас, секција на желудник, тие пациенти може да изгубат 50-60 килограми. Тоа е добриот дел, поготово ако се вратат на здрави навики, но останува одвишок кожа. Таа кожа треба да они нормално ќе сакаат да се тргнат за да имаат целосно подобрен изглед. Така да овие процедури во наредните години, бидејќи ние се заостануваме, би биле
се почести кај нас. Кога се бара балансот меѓу желбата на пациентот и ставот на хирургот, се случува да се инсистира на зафати кои не се неопходни, бидејќи пациентот своите недостатоци кои смета дека ги има, ги перципира како многу поголеми од она што се навистина. Од тука и не треба да изненадува што во некој случај границите се поместуваат до екстрем, кога се претерува и со естетските операции, но и со ботоксот и со филерите, па ефектот е спротивен од очекувањата. Има доста пациенти кои што доаѓаат еднаш, втор пат, трет пат. Ние велиме дека пациент кој што има реална индикација за хируршка интервенција, за естетска интервенција, секогаш дека добро на нашата клиника се направи тоа поправање. Кога зборуваме за тие пациенти доаѓаат, на пример, ќе почне со поправка на носот, да кажеме ринопластика ќе направи, меѓутоа после ќе каже сега малце сакам да затегнем и лицето, па сега малце сакам поголеми гради, па сега сакам да затегнеме стомагот и се додека има некоја индикација за нас тоа да го направиме како реална потреба кај пациентот, тоа е прифатливо. Меѓутоа видиме дека пациентот веќе менува некои работи кои што не се потребни кај него, веќе станува зависно од операција, им кажуваме добро, веќе тука е крајот од наша страна, ќе се направиме совет некој психолог, психијатар да се види која е причината зошто тоа лице бара толку често да прави такви естетски интервенции. Тука би спомнал некој што доаѓа за естетска медицина, боцкање со филери, ботокс, хиалурони или кои што ги употребуваме, кај нив за жал, ако некој од нашите колеги кој што е стручен во тоа да скаже дека е веќе доста претеруваш се тоа, ќе дојде кај некој друг кој што има некој курс завршено за апликација на филери и ботокс, ќе го заврши тоа и на крај ќе дојде кај нас со некоја несакана компликација, да кажеме токму тоа што претерле со употреба на тие наши медицински помагала кои што ги имаме. Најбитно е кога ќе дојде пациент да седнеме да ги видиме неговите побарувања. Доколку јас мислам дека нивните побарувања не содействуваат со нивниот лек или е нешто што ќе ги награди или премногу ќе истакне некој дел на нивното лице и тело, ги советувам да не ја прават интервенција и доколку не слушуваат, слободно одат на друго место. Јас не правам нешто што мислам дека не би изгледало коректно или нешто што е претерано, бидејќи тоа е најлоша реклама што може да ја имаме, подвижна реклама која што не изгледа како треба. Се стребам да се задржи природниот лик и да се надоместат некои асиметрии на лицето, не знам, на страна што спиеме повеќе таа да се коригира, како што реков претходно, ако е падна тонусот, тоа се коригира или премногу, ајде ако има премногу мала уста, па мала количина во тоа да се стави во устата. Да се подобри тонусот на кожата, значи постојат пилензи, постојат ласери, CO2 ласер. Има начини како тоа да се подобри, да изгледа природно, да не е претерано и да не паѓа во очи во негативна конотација. Лекарите сведочат за компликации предизвикани од нестручност кои се многу сериозни. Има случаи на пациенти кои решаваат сами да се боцкаат, се гледаат видеа на TikTok, на YouTube, за да се стекне знаење да се аплицира филерот. Луѓето во бели мантили раскажуваат дека ова кај нас го прават козметичари, па дури и економисти. Од друга страна, под прашалник е и квалитетот на материјалите, имајќи предвид дека царината во неколку наврати има спречено шверц на филери. Може да биде од најмалце сериозна, да речеме, од некоја локална алергиска промена, па се до некоја поголема анафилаксија или не дај Боже оклузија, каде што може да дојде до некроза на ткивото. Да почнам со ред, значи локалната алергиска реакција може да се јави доколку користиме непроверени производи. Најчесто се случува од, да речам во наводници, од добавувачи на црно, набавување на разни ботокси, филери, па и други било какви субстанци за разубавување, како хемиски пилизи, гиполиза и слично, каде што не ги се јавуваат локални изгореници, локални алергиски реакции и така натаму, кои што, да речам, у наводници повторно полесно се третираат, па се до оклузија на артерија, односно запушување, јавување на емболус на самата артерија на местото на уба. Затоа е многу битно да се знае самата анатомија на лицето, инервацијата на мускулите, артерии и вени. Морам да напоменам дека не само од непроверени производи, несакани последици се јавуваат и од неедуцирани лекари и доктори, а најголемиот проблем е тоа што честопати пациентите знаат да кажат дека се боцкале од нестручни лица. Апликаторот мора да е доктор. Јас сум во одборот на
ЗЕМ, тоа е Здружение за естетска медицина на Македонија, ние се бориме против сите апликатори кои не се едуцирани, односно кои не се лекари. Право на боцкање, на апликација, на филери и на сите останати естетски процедури имаат нормално пластичните хирурзи, дерматолозите, стоматолозите. Меѓутоа, многу пати, често, знае да кажат самите пациенти дека апликацијата на овие филери и ботокс е најчесто од сега да не именувам, меѓутоа од козметичари па и до економисти. Значи, многу луѓе знаат да се бават со ова, мислејќи дека е беззазлено, дека не може да се деси некоја поголема проблематика и тука најчесто се прават најголемите грешки. Имаме чуени такви ситуации, имаме видено. Значи пациентот веќе често пати доаѓа, се боцка еднаш, два пати, три пати, употребува вакви медицински помагала и на крај ќе рече, па добро, ова не е толку комплицирано, можам јас да го направам. Редок е тоа случај, меѓутоа се случило такво нешто. Она што загрижува е што употребата на овие филери и ботокс се случува недоволно стручни лица и они се представуваат по овие социјални мрежи, стануваат, да кажеме на некој начин, сензација кај младите и се јавуваат многу често пациенти кај нив за да се изврши тој тип на интервенција, да кажеме, во естетската медицина. Се случуваат компликации, ќе доаѓаат со некоја несакана компликација од типот на некроза на кожа, има и такво нешто случајно, кога веќе треба тука плашен хирург да знае да се справи токму со таа компликација. Токму од таа причина, нас не целта колку што може повеќе овие интервенции да ги врши стручно лице кој што знае да се справи и со компликациите. Компликациите се различни, дали ќе биде тоа некоја крварење мозичко кој што се решава или пак ќе биде некоја посериозна компликација, некоја некроза, исхемија, не дај Боже слепило или нешто, тука веќе има потреба од сериозност во третманот на тие пациенти. Така да ние сме тука на располагање за тие пациенти кои што не се наши, меѓутоа имаат компликација, секако дека може да се решат и тие проблеми кај нас. Веројатно одат по некои курсеви или гледаат YouTube видеа, претпоставувам дека од таму е знаењето. Денеска сите ги користиме видеата од TikTok и од YouTube за учење и за многу други работи, претпоставувам дека е од таму. Не верувам дека е од друго место. Меѓутоа, знаете како, анатомијата не се учи, не е сега да седнеме и да прочитаме и готово ќе знаеме. Значи, тука има посериозни работи, цела медицина е цел факултет кој што треба да го знаеме за да самото аплицирање, да речам, не е толку тешко. Меѓутоа, анатомијата мора да се познава како би се избегнале компликациите. Неедуцираните лица не размислуваат за компликациите, размислуваат само за други работи. Веројатно за да заштедат пари си го купуваат филерот, има филери кои се достапни по апотеките кои што не мора да сте фирма или лекар како би ги набавили од доставувачите и сами пред огледало знаат да ги аплицираат филерите и тука да се десат пак поголемиот број од овие несакани ефекти кои што ги набројав и нормално погрешно аплициран филер, односно пред се длабината на нанесување на филерот, миграција на филерот на другот ткиво и нормално да се изобличи целото лице, меѓутоа постојат решенија, постои ензим хијалуронидаза кој што се користи за топење на филерот, меѓутоа пак можеме да направиме големи несакани последици доколку неправилно го правиме сето тоа. Значи тоа мора сериозно да се свати затоа што на сите наши медицински едукации кои што ги посетуваме не само во земјава и надвор, секое предавање започнува со компликациите во апликацијата. При реклама на било кој филер или ботокс се започнува со несаканите дејства или контраиндикациите. Значи мораме да тргнеме од таму како би биле добри и правилни апликатори. По на Google може и јас и вие да пишуваме се и се што и тоа не значи дека е така. Треба да се објасни на пациентот што реално може да се добие и тие не знам што ставаат филтри, познати личности, многу мејкап и нели често гледаме како во реалност изгледаат тие, како изгледаат на фотошутинг, нели? Или на кој ќе ги дотераат за манифестации некои. Така да професионална шминка кај нас има одлични професионални шминкери, стварно поздрав да колегите, мислам ќе речам колеги затоа што работат уметност. И ова е уметност, и тоа е уметност. Не сме може, јас сум доктор, они се артисти во нивниот дел, но сепак е уметност едното и другото, и тој што црта слики и ние што правиме лице, мора да биде се тоа прикладно према цртите на кои ги имаме. Не е по шаблон да се работи. Се работи по шаблон, зашто немаме добри резултати. Сепак треба да постои некоја, што би рекол, уметничка жичка, за да добиеме добар резултат, а ако пациентите бараат нешто неизводливо од интернет, се објаснува дека тоа не може да се направи и дека поглавно ме фейк тоа што го гледаат.
Од друга страна, клучно за лекарите е да препознаат потребата на пациентот, да разговараат со него, за да се утврдат и очекувањата и причината зошто се сака да се направи одредена интервенција, дали поради внатрешното чувство, дали некој друг им сугерира. Ова се важни прашања, особено ако станува збор за тинејџери кои се подложни на сугестии, да направат чекор кој не би го направиле без влијание од надворешната средина. Во други случаи пак се бара корекција на корекцијата, па се таложат операциите. Често случува кај помлади лица, како резултат на, да кажеме, сугестибилност од други лица, види каков ти е носот, што се такви ушите, да се јават на третман кај нас, да кажат да сам да го опирам носот, една другарка ми збори цело дека носот ми е малце крив, дека има некој проблем. Доколку станува збор за таква ситуација, гледаме да има реално ситуација дали пациентот сака да го направи тој оперативен или не, бидејќи сепак кога се направи операција, враќање назад веќе не можеме да го направиме, така да интервенцијата станува за секогаш. Она што го зборуваме дека ако имаме реални очекувања, реални барања кои што може да се постигнат, тогаш веќе доаѓаме во она, да кажеме, соработка со пациентот дека се согласуваме да оди понатаму кон третман. А ако видиме дека станува збор за пациент кој што не е доволно одлучен самиот дали сака да го направи, не сака да го направи, од која причина се кај нас, тогаш бараме некој советување, па со оглед на тие документации тогаш случајно дали ќе правиме нешто или некај тој пациент. Ако станува збор за пациент кој што е повозрастен, да кажеме тинејџер во на група на 17 до 8 години секој ни треба согласност се уште 17 години од родител, меѓутоа желбата што сака да прави генерално оди со него. Тука и родителот присутен, разговараме заедно под надзор на родител да видиме што реално бара пациентот што сака да се постигне, а во однос на согласност за над 18 години веќе нас законски не е потребно согласност од родител, туку имаме директно со пациентот разговараме. Секако тука се они проблематични заради тоа што уште не се сигурни што е она што комплетно сака да го постигне, меѓутоа заедно со нас како стручни лица договараме што е реално и што може да се постигне. Како секако покажуваат слики како изгледале претходно, пред да ги коригираат, што сакале да добијат, што добиле интервенција, доколку секојаш ги советувам да отидат прво на местото каде што правеле, се вратат, да објаснат што не им се допаѓа, доколку бидат вратени од тама и не сакаат да бидат коригирани, тогаш јас коригирам и некој првично не коригирам, ги враќам тама каде што е направено. Доколку напише или им каже докторот дека не сака он тоа да го коригира или не може да го коригира, тогаш се нафаќам јас да го коригирам. Иначе, коректно е прво тој што правил да коригира. Освен ако не е некоја компликација, па да треба итно да се коригира, тогаш да се нафаќам. Пациентите прават грешка со тоа што сакаат да изгледаат најчесто како некој друг. Има пациенти кои што сакаат да сокријат некоја своја мана, под наводници, со истакнување на некој друг дел превише. Многу подобро е да коригираат она што примерно им смета, не знам, голем нос, да го коригира голем нос, него ли да стави превише уста и јаболкници за да го крие големиот нос. Секогаш ги советувам да се коригира она што најмногу нив им смета, за да изгледа природно, а не да се маскира сликата. Естетски операции не се прават на товар на Фондот за здравствено осигурување, туку се плаќаат приватно по утврден ценовник. Сепак, од ФЗО за само прашај објаснуваат дека ако има медицинска индикација на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, се прават реконструктивни зафати кои се на товар на државата. Кога збориме за фондот, ке нас се покрине по фонд ситуации кога имаме наградување, да кажеме, од некоја хируршка интервенција или пак отстранување дел од тело, да кажеме ако пациентка оперира карциномна дојка, тоа е под фонд веќе, иако спаѓа во разбоување на самото тело, сепак пациентка претрпела губење на дел од своето тело, останата дојката и кај неа под фондот се покрини сите реконструктивни техники кои се прават за да се постигне враќање на тој дел од кивото кој што го има изгубено. Во однос на другите интервенции кои се во чисто како естетска причина, тие не се покринати од фондот, си има значи подреден ценовник кој што ги има клиника за пластична хирургија, се прават приватни овие операции, си има договор со кој што може тие да се направат. Во продолжение гледаме неколку факти поврзани со естетската медицина. Естетските операции не се на товар на Фондот за здравствено осигурување и тоа е регулирано со Законот за здравствено осигурување. Ако има медицинска индикација, здравствените услуги, интервенции или операции се на товар на фондот и тие се реконструктивни, а не естетски и се вршат во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Во зависност од видот на филерот, концентрацијата на хијалурон и регијата која се третира, трењето на ефектот е од 6 до 18 месеци.
Хиалуронските филери не се препорачуваат на лица со инфекција во региите за третирање, на лица со автоимуни заболувања, лица на возраст под 18 години, трудници и доилки, пациенти со преосетливост или алергија на некоја од состојките. До следното издание на Само прашај, останете во добро здравје.